Се почна на 16 август 2025 година. Оперирале без потреба. Сечеле граден кош без потреба, без никај. Тоа го имаме докази за тоа. Овој сегмент и остатокот од тој настап на кардиологот Сашко Кедев на Канал 77 предизвика најава за тужба од болницата Аџибадем Систина, повик за состанок од министерот за здравство Азир Алиу, а потоа и формирање комисија за сомнителните кардиохируршки интервенции. Се доставени медицински досија за 8 случаеви. Комисијата ќе ги обработи сите детално со цел да се утврди вистината врз основа на медицинските факти. 2 недели подоцна, во интервју за 360 степени министерот најави дека наскоро ќе има извештај. Че нема да имаме притисок ни за време, ни за начинот и методологијата. Целта не е таа. Целта е да имаме јасна слика како може понатамо да не се повторат ако има таков тип на ајде да кажеме злоупотреби и како може системот да се стабилизира. Првиот, но само прелиминарен извештај беше презентиран по 2 месеци, на 14 ноември. Како што очекував, комисијата испорача објективни резултати врз основа на професионално, научно и независно спроведен процес. Анализирани се 19 случаи од страна на стручната комисија, од кои 10 случаи комисијата утврди дека се непотребно извршени операции или непотребно упатени за операција. Значи тоа е тоа, значи го очекуваме формирањето на меѓународната комисија и потоа со анализа на комплетната медицинска документација да донесеме дефинитивни заклучоци, дефинитивно тоа да произлезат и одредени понатамошно стратешки подези кои што ќе подобрат здравствената заштита од оваа област на граѓаните на нашата држава. Барањето на новинарите за повеќе детали во тој момент не најде на позитивен одговор. И ако може да се каже кои болници и тие интервенции колку чинеле? Како што кажав, ова е првичен извештај. Сложените кардиохируршки и васкуларни интервенции кои се покриени од Фондот за здравствено осигурување се изведуваат на државните клиники за кардиохирургија и за торакална и васкуларна хирургија. И на приватните Жан Митрев и Аџибадем Систина. Сега имаше најава од една од болниците дека ќе ве тужат, ако не кажете конкретно на кого сте мислели, се случи, има некаков развој на таа тема во меѓувреме. Тоа е толку чиста работа и тие знаат дека не се оправа. Значи знаат сите и двете приватни болници, знаат дека имаат и прифаќат непотребни пациенти и интервенции на непотребни пациенти. Значи тоа не е спорно и тие го знаат сето тоа. Овој настап на академик Сашко Кедев на 360 степени датира од 8 декември. Тоа е 3 недели по објавувањето на прелиминарните резултати на комисијата, формирана по неговите јавно искажани сомнежи за операции за профит. Ми изгледа дека Министерството за здравство оди со една добра динамика, значи со таа комисија што ја формираше и сум оптимист дека ќе се расчисти. По прелиминарниот извештај требаше да се формира и така наречен странски или надворешен дел од комисијата. 10 дена пред Нова година, министерот кажа дека и таа работа е завршена. Во моментот се преведуваат сите материјали на англиски јазик, знаете дека е обојмен материјалот и ценам дека првата средба онлайн ќе биде првата средба како што ве известив, ќе биде наредната недела. Помине наредната, помине неделата по неа, помине и Нова година, а таква средба до ден денес не се одржа. На 17 јануари годинава, Државната агенција МИА беше првата која објави дека тројцата експерти во странската комисија се Никола Лакич, кардиоваскуларен хирург од Љубљана, Словенија, Уголино Ливи, кардиохирург од Удине, Италија, и Хуго Можина, специјалист интернист од Љубљана, Словенија. Освен имињата, текстот на МИА содржаше информација повикувајќи се на неименувани извори, дека во домашната експертска комисија има сомнеж за соодветноста на странските експерти, бидејќи ниту еден не е интервентен кардиолог. На 26 јануари приватната болница Жан Митрев одржа симпозиум со меѓународни кардиоторакални експерти. Присуствуваа и министерот за здравство и директорот на Фондот за здравствено осигурување. На 30 јануари Канал 5 објави дека Сашко Кедев се повлекол од советодавното тело на министерот Азир Алиу, поради застој на работата на комисијата за откривање непотребни операции на срце. Министерот првично соопшти дека до него не стигнало такво нешто, но според документот до кој дојде 360 степени, оставката е поднесена уште на 23 јануари. Во известувањето, Кедев наведува:
Се повлекувам од работата на Здравствениот совет на Министерството за здравство од причина што сметам дека започнатите контролни процеси треба да ги спроведуваат исклучиво компетентни кадри со веќе докажан стручен и професионален кредибилитет. По оставката дел од медиумите споделија соопштение од Жан Митрев, во кое меѓу другото пишува: Доктор Кедев и сите членови на комисијата, заедно со министерот за здравство и директорот на фондот, беа уредно и навреме поканети. Министерот за здравство и директорот на фондот беа присутни на овој значаен настан. Тука, на највисоко стручно ниво, меѓу другото, се дискутираа и сите пријавени случаи од доктор Кедев, при што беше утврдено дека кај ниту еден случај нема одстапување од препораките утврдени во редовната практика. 3 дена по веста за оставката на Кедев, Министерството за здравство за прв пат го објави составот на странскиот дел од комисијата. Списокот има едно различно име во споредба со оној што го објави Мија. Во официјалното соопштение на Министерството за здравство, наместо специјалистот интернист Хугон Можина, стои името Черчек Миха, интервентен кардиолог од Словенија. Комисијата која требаше да утврди дали во земјава се прават операции на срце на сметка на Фондот за здравство, за профит, а не само поради медицински причини, за прв пат се состана на почетокот на септември. Според зборовите на министерот, кој тврди и дека низината работа не се одолговлекува, комисијата нема одржано состанок од пресконференцијата во владата, одржана пред безмалку 3 месеци.